Дедо ми имаше обичај да раскажува за Втората светска војна, а некако најдрага и најпоучна приказна која ја раскажуваше по стотина пати му беше онаа за забарот Сретко. Сретко не бил забар, повеќе ајван доктор, ама некаде пред војната се прочил по вадењето заби со клештата што му ја донел некој од Белград, како и по новиот семоќен лек што се шприцал во задникот и кој помагал при полни болести, црвен ветер, грозница и туберкулоза. Но и ја намалувал смртноста од инфекции за цели 90%. Малиот бел прав бил наречен пеницилин. Сретко го шверцувал од Софија и го давал по некој свој находение на сите кои имале зорт, нели по скопски кажано ова. Некогаш наплаќал, некогаш не. Но дошла војната и многу луѓе немале можност да појдат на лекар, па Сретко бил единственото решение во градот. И бугарите како власт почнале да доаѓаат кај него. Но гледајки го зголемениот зорт кај граѓаните, Сретко почнал да ги молзе, да ги цица нивните пари. За секоја преврска мала интервенција почнал за една инекција пеницилин да наплаќа 10-кратно повеќе, богатејќи се на маката на луѓето, нели? Станал арогантен и безобразен, барал да му се плати однапред, независно што многу луѓе починале од искрвавување по неговите стручни интервенции. Бугарите за ова му гледале низ прсти, затоа што нив нели ги лечел бесплатно. Дури на еден бујен од Пловдив и пари му дал за да му фати врски кај генералот на армијата кој бил познат по тоа дека земал по 1 лев на секој лев поминат низ раце на македонските трговци. 1 лев за него, 1 за генералот. Ова нешто ви звучи нели и познато од нашата денешнина. Но да се вратам на приказната. Сретко аздисал и тоа така трајало до 1943 година кога бугариве попиле кроше од нашиве партизани, но Сретко се снашол и со германците, иако со нив малку потешко му одело, бидејќи кај нив одсекогаш владееле некои нели германски правила. Ама завршила војната и Сретко бил среќен како воен профитер, многу луѓе отишле јабана, но тој немал никаква одговорност. Па војна е мајката, во нервна состојба секој се снаоѓа како знае и уме. Ама не било баш така. Новата власт, овие партизаниве кои дошле не цицале весла. Откако го заробиле бугарскиот генерал познат по 1 левче за уџепчи и го обесиле на првата војнанска цреша, неколку граѓани од Скопје го посочиле Цветко дека во војната се збогатил ко приватна болница сега во 2020 година. Сретко ко Сретко, пробал да ги лечи и партизаните од сифилис, пробал да даде нели половина од се што имал, пробал се и се што, ама ретко кој партизан имал сифилис, а мито не се земало, а за се и се што добил квалификација воен профитер и бил обесен до генералот на црешата со одземање на целиот стекнат имот. Така кажуваше дедо ми. А дедо ми, да ви кажам, беше за верување. Имаше 10 ордени тамо за храброст и народни заслуги. И велеше, онаа власт која ќе овозможи докторите, болниците или тие што се задолжени да помагаат на луѓето во вонерна состојба, војна, поплава, епидемија, да се збогатат на маката на тие луѓе, додека тие луѓе умираат, треба заедно со сите други војни профетери да завршат предстрелачки вод за само еден изгубен живот. Еден живот е важен, велеше дедо ми, само еден, и за него треба да бидат казнети. Приватните болници во оваа наша вукојебина изгледа дека профитирале за време на пандемијата со COVID преку 100 милиони евра. Не примаа болни без аконтација од 12.000 евра, а умреа 6.000 луѓе досега. Поголем дел од времето беше прогласена вонредна состојба. Излажаа дека ќе отстапат Мала Богородица за лечење на државното здравство, ама ништо од тоа. Со нив профитираа и лабораториите за проверка и тестови на COVID-19, која секаде низ Европа беше бесплатна и се делеше на народот. Државата се ова го овозможи. Народот собираше пари со SMS пораки и бевме сведоци на многу агонии и смрт преку социјалните мрежи. Многу другари и пријатели ни отидоа. Некој треба да одговара за ова еден ден и да помине исто како оној Сретко од приказната. Ако може Порше, Facebook, Елон Маск да ги плаќаат своите милионски казни на државите кога ќе се огрешат од законот, може и приватните здравствени институции истото да го прават. Во 2020 не правеа профит. Повеќе тоа беше данок во животи и данок во крв. Така е по сите меѓународни конвенции. Само се чека сега некој друг да повлече некаков потек во врска со ова.
да повлече потек некогаш, било кога, еден ден, некој со срце. A few moments later. Апасиев, младо момче, младо професорче, дали си на Зоќе Заев тројанско конче? Само прашувам. Ке речат, Сашо, какаш? Шо си се фатил сега за Апасиев, па и он како тебе удира по Заев? Мајката. Ајде поред, или ако сакате да почнеме од позади. Апасиев беше во шарена револуција позната како платена револуција, која нели боеше, уриваше и палеше за да Зоќе Заев дојде на власт, за да го смени името и да ни ги направи сите овие несреќи, и тие не се бореа за да падне Никола Груевски. Јас еве да кажеме се борев за тоа. А Апасиев се бореше заедно со сите тие левичари и платеници за да дојде СДС на власт. Затоа сега неговите компањони никаде ги нема. Затоа сега него гушкаат ГТЦ, не дигаат глас кога Шилего Финој, Српче и секоја пола град, не гушкаат паркчиња веќе. И јас скромно се борев Груевски и Мјалков да паднат и нивниот режим. И ја не се борев како некој професор за да дојде тамо некој друг хибриден режим и не бев шарен. Не сум бил на ниеден митинг, не сум фрлил ниту едно балонче со боја, нели, по државните институции. Само додуше се појавив на еден митинг за хонорарците, кај што храбро извикав: "Царот е гол!" И денес велам дека царот е уште гол. Соголен, лежи на балдахини некаде во некој хотел во Будимпешта, а везирот му е у притвор без кауција. За жал, царот отиде, но сега имаме император, како оној од Војна над звездите, Зоќе Олмајти. Истиот тој Зоќе му кажа во една прилика на Апасиев и неговите левичари дека биле договорени и дека му давал средства на Апасиев за да се бори и одзема гласови на ВМРО ДПМНЕ. И дека тоа било договорено, му го пресна тоа на Апасиев на една седница во парламентот. И тоа во еден момент, така како овој не очекуваше, можеби, нели да добие таков директ. Мислеше дека Господ го фатил за брада, нели, со неговите досегашни хонорари што ги добил и од СЈ и пратенички плати и све. Ама Зоќе не носи брада, само на очари носи, за да може поубаво да види кај ќе ти го начука, кој ќе дојде најприкладниот момент за тоа. И така Апасиев тогаш остана без даден одговор, нели, на јавноста. Дали ова што го тврди Зоќе, императорот Олмајти, е вистина? Ама изгледа Зоќе се што кажал досега, се ни се остварило. Мислиш овака тропа глупости, ама се што ќе каже, тоа ќе се случи, се е вистина. И не е далеку денот кога опозицијата ќе победи на локалните и парламентарните избори. И на тие избори Апасиев и Левица сигурно ќе се избилдаат до 10%. Може ќе земат 5-6 пратеника. И со среќа нека име. Барем така велат од неколку релевантни амбасади. А кога на народот му велиш дека ќе му го вратиш името, ќе му ја укинеш двојазичноста, ќе го уапсиш и не дај Боже ќе го обесиш на плоштад премиерот, народот за тоа ти верува. И народот ќе се држи до тие ветувања што си му ги дал. Така Апасиев ќе си ги дигне сумите на пари од државата, ќе си направи пресудни пратеници и советници за мнозинството во општините и ќе и го збрца на опозицијата. Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ќе го остави Заев на власт. Слушајте што ви вели Сашо. И тогаш ќе рече нормално, па ние сме левици, идеолошки сме секогаш поблиски, нели, до левите партии како што се СДСМ. Па и името не можеме баш да го вратиме. Па ние во левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме? И ќе се прават, јас мислам така, малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е, може би, долгорочен план. Зајко убаво си го смислил. Кој не се продава за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинејџер на порна актерка. Некои му веруваат на Апасиев исто ко на Заев што му веруваат. Иначе немам ништо лично против професорот. Ама некако изгледа анализава е против него и мора да се расвити со Зајко. Затоа мора да се расвити. Нели овој рече дека му чувал разговори од средбите, кој знае што си ветувале еден на друг. Лево, сврти лево, сега пак лево, па лево, па другото лево. А тоа е можеби снимено и квалитетно. Кога еднаш ќе фрлиш куртон со боја кон правдата и ќе направиш бррр
ти си бе брат, навлечен за цел живот, не си глумец па да се ресетираш кон мене, затоа што ние влегуваме у улогата и кога ќе видиме дека режисерот е тапа, сценариото е провидно глупо, а камерата аматерска, па лесно искачаме, знаеш, влагаме одма у некој друг лик, у некој друг филм, у некој друга представа, но или влегуваме во друга улога, ама вие сте задоени за измама. Па тако факултет сте завршиле, што да ви правам?